Сега малку и за модата. Колеганата Горан Момировски ќе разговара со македонскиот дизајнер кој живее во Париз, а во светот е многу признат. Сработува со многу водечки луѓе од джет-сетот. Горан, повели. Да, Ѓорѓи, гостин во овие вести еден од најуспешните македонски граѓани, дури може би да се спореди и со мајка Тереза, но овој пат во светот на модата. Изет Цури е дефинитивно еден од водечките имиња на светската мода, човек кој што во Париз работувал со голем број од актуелните водечки модни креатори, но за по-добро да разбереме кој е Изет Цури, ќе го прашам ректорот на Универзитетот ЕСРА овде во Скопје, Јордан Плевнеш, да ни даде едно мало пледоаје кој е всушност Изет Цури. Да, може би 3 децении ме делат од откривањето на Изет Цури во француската јавност, кога како млад драматург се појавив на париските сцени и таму во водечките париски весници како што се Пари Мач, Либерасион, Нувел Обсерватер, Монт Фигаро, се пишуваше за Скопје како град кој го создаде и го подари на светската мода големото име Изет Цури. Него го споменуваа во интервјуа Жерар Депардие, Софи Марсо, Изабела Аџани, Ришар Бери, големи имиња на француската кинематографија. Во големите француски театри, како што се Комеди Франсез, беа презентирани неговите костими и јас го доживував Скопје во мојата рана младост како една светска метропола на модата во град во кој се родил големиот светски визионер на модата Изет Цури. Така. За него во многу интервјуа зборувале многу големи имиња на француската мода, на филмот, а пак вие во вашите интервјуа, господине Цури, зборувате за еден човек кој што е легенда на едно старо Скопје, кројачот Ангелковски. Зошто толку многу го споменувате него во вашите интервјуа? Знаете што Ангелковски е еден од големите мајстори на 20 век. Со неговите заслуги, со неговото педагошко, со неговиот занат кој ме научил, јас секаде сум имал отворена врата, а со неговото знање. Да. На 13 години започнете да работите за Ангелковски, а дојдете во ситуација да работите со најголемите имиња на француската мода, Жан Пол Готие, например. Да, знаете што, кога отидов ја 72 во Париз, ја 2 пати сум се тресел у животот, кога положив за возачки испит и кога влегов во една голема куќа као што Ермес, и се тресев, не можев да стојам нози. Меѓутоа, кога влегов во работилница и видов дека добив таква слобода, а тоа знаењето на Благоја Ангелковски, кој одма се осеќав како да сум кај него. Која е причината, на крајот бидејќи нема многу време, која е причината за вашето повторно доаѓање во Скопје? 43 години сте во Париз. Да, причината прво се многу пријателите мои као што е Јордан и многу други, а нарочито ја треба да се одолжам на овој град и на Благоја и на мајка ми, и сакам тука да отворам школо, една академија светски ниво во Скопје, затоа сум тука. Наскоро во Скопје не само луѓето од Македонија, од целиот регион ќе може да дојдат да учат во ателието на Изет Цури, во една модна академија која што ќе биде на светско ниво. Ви благодарам многу за гостувањето во вести на Канал 5. Имаме се надевам уште многу прилики да зборуваме и за Париз, за Ангелковски, за старо Скопје. За сега, почитувани гледачи, Ѓорѓи, тоа беше се во ова јавување од центарот на Скопје.